Добро дојдовте во Урбаните вести. Ова се насловите за денеска. Во Скопје има околу 220 јавни чешмички за вода, но колку граѓаните ги користат? Граѓаните го селектираат отпадот, но се жалат дека нема доволно контейнери за селекција. Ке се укинува роамингот со земјите во регионот. Задолжително или препорачливо вакцинирање. Граѓанската иницијатива ке се разгледува по изборите. Фонтаните во Скопје оваа година ќе проработат со мало задоцнување, но јавните чешми и фонтани со вода за пиење веќе се пуштени во функција. Во главниот град има околу 220 чешми, од кои 60 во аеродром, а останатите се распоредени низ останатите општини. Но колку граѓаните ги користат овие чешми, дознаваме од прилогот што следува. Фонтаните се убав декор во секој град. Во Скопје може да се забележат доста убави и атрактивни фонтани кои привлекуваат внимание кај туристите, но и кај останатите граѓани. Во зимскиот период се исклучуваат сите фонтани со цел да се заштитат од ниските температури, но на пролет истите ги красат плоштадите и парковите. Така беше барем досега. Оваа пролет фонтаните се уште остануваат исклучени. Со одлуката за одстапување на чување, одржување, заштита и користење на фонтани, донесена од страна на Советот на град Скопје на својата 14-та седница, која се одржа во јуни 2018 година. Надлежноста за одржувањето на фонтаните во централното градско подрачје се префрлени на јавното претпријатие Водовод и канализација. Со цел да дознаеме во каква состојба се фонтаните, за одговор се обративме во јавното претпријатие Водовод и канализација. Од таму рекоа дека процедурата за преземање на надлежностите е во тек. По завршување на правните работи ќе биде распишан тендер, пошто екипите ќе почнат со санирање на оштетени делови и подготовка за пуштање на истите, па со мало задоцнување фонтаните повторно ќе проработат на задоволство на граѓаните. Кога станува збор за јавните чешми и фонтани со вода за пиење на жителите од главниот град, им пречи тоа што ги има во мал број. Тие велат дека ги има многу малку во градот и тие што ги има често се оштетени. Сметате ли дека во Скопје има доволно фонтани со вода за пиење? Па не знам, може би има. Вие пиете вода од фонтана? Па понекогаш, али обично не. Не, а и тоа што има се расипани. Нема ново. Дали вие пиете од фонтана? Да. Нема пуштена ни една сега да пиеме, али на плоштот нема ништо. Од јавното претпријатие Водовод и канализација информираат дека на територија на Скопје има 220 чешмички и фонтани со вода за пиење, од кои 60 се во аеродром, а другите се распоредени во останатите општини. Како што велат од претпријатието, сезоната за користење на чешмичките само што почна, па екипите работат на санирање на оштетените чешми и фонтани. Наменски тим секојдневно врши проверки, контроли и интервенции на сите чешмички кои се во надлежност на претпријатието. Доколку граѓаните забележат некаков проблем со функционирањето на која било чешмичка, можат да пријават на дежурниот телефонски број 0800 22 555 за екипите да го санираат дефектот. Исто така се упатува апел до граѓаните да не ги оштетуваат и да се однесуваат поодговорно со чешмите. Животната средина е место каде што постоиме, се движиме, работиме, дишеме. Таа е основна човекова вредност и право кое сме должни да го заштитуваме и унапредуваме. Токму затоа е потребно отпадот да го селектираме. Во спротивно, неправилното одлагање на отпадот ја уништува животната средина од која ги црпиме основните потреби за живот – вода, воздух и храна. Граѓаните велат дека го селектираат отпадот, но се жалат дека нема доволно контейнери за селекција на истиот. Заштитата на животната средина представува еден од најголемите предизвици на денешницата. Таа е наша должност, а не грижата за истата директно ни влијае на сите нам, кои од неа ги црпиме ресурсите кои ни се потребни за живот – вода, воздух и храна. Со оглед на тоа дека овие ресурси не се лесно обновливи, а се лесно уништливи, селекцијата на отпадот е од огромно значење. Селектирањето на отпадот и грижата за животната средина, во која сите заедно живееме, почнува од секој од нас.
Во спротивно, стаклениот, пластичниот и хартиениот отпад завршуваат на депониите кои имаат ограничен капацитет, каде скапуваат и ги загатуваат водата, воздухот и почвата во која растеме храната за нас и нашите деца. Со рециклирањето на отпадот се заштедува многу електрична енергија, а со само 60 килограми рециклирана хартија се спасува едно дрво. Најновото истражување, направено од страна на компанијата Пакомак во текот на февруари годинава, покажува дека е зголемена свеста кај граѓаните за селектирање отпад, но младите од 18 до 30 години во значително помал број селектираат отпад. Резултатите од направената анализа укажуваат дека постои напредок во подигнувањето на свесноста за селектирање на отпадот, односно нешто повеќе од 1/3 од граѓаните во најголемите градови во државата имаат развиено навика секогаш или често да селектираат отпад, што во однос на 2017 година представува раст за 3,1%. Тоа значи дека 4 од 10 граѓани секогаш или често селектираат отпад. Повеќето граѓани кои ги анкетираше Прва Скопска велат дека го селектираат отпадот, но нема доволно контейнери за селекција на истиот. Дали го селектирате отпадот? Да, го фрламе, да. Не. Пастика башка, ѓубре башка и така. Се трудам. Морам да признам, не баш, ама се трудам. Па имаме ние оној бункер што е контейнер, као бункер, во него. Тука нема друго, нема за селекција. Зато по 3 има отвори и се прла. Отпадот не го селектирам јас лично, пошто немам можност за кај да го селектирам и пошто живеам у Чаир и нема канти за да го селектирам кој каде да го фрлиш. Така да едноставно све иде на исто место. Мада би требало да се селектира посебно пластика, посебно стакла, посебно отпад. Според анализата на Пакомак, убедливо е мнозинството на граѓани кои селектираат генерално пластика, но и стакло, кои ги сметаат за посебен вид на отпад за селектирање. Потоа следи хартијата. Оние граѓани кои изјавиле дека никогаш не селектираат отпад, сметаат дека главни причини за тоа се недостатокот на контейнери и канти за селектирање, како и немањето навика за тоа. Сепак, од 2017 до 2019 година, перцепцијата за достапноста на контейнери за селектирање отпад е зголемена од 2 на 3 од 10 граѓани. Од 1 јули годинава за 27% ќе бидат намалени цените за роаминг во земјите од Западен Балкан. А од 1 јули 2021 година, роамингот во земјите од регионот ќе биде целосно укинат. Договорот за намалување и укинување на роамингот беше потпишан на вториот дигитален самит на Западен Балкан, а покрај нашата земја се опфатени Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово. Цените за роаминг од 1 јули ќе бидат намалени за 27%, а од 1 јули 2021 година се очекува целосно укинување на роамингот. Регионалниот роаминг договор кој ќе овозможи значително пониски трошоци за роаминг во цените од Западен Балкан, почнувајќи од 1 јули, беше потпишан на вториот дигитален самит на Западен Балкан во Белград. Договорот го потпишаа представници на Западен Балкан. Во првата фаза роамингот ќе се намали за 27% од 1 јули, а од 1 јули 2021 година се очекува целосно да се укине. Според договорот, цените на разговорот не може да надминуваат повеќе од 19 евроценти, цената на пораката од 6 евроценти, додека максималната цена за пренос на податоци ќе биде 18 евра без ДДВ. Трошоците за роаминг со Албанија ќе бидат намалени за дури 85%, бидејќи Албанија и Косово не беа дел од договорот потпишан во 2014 година од страна на Србија, Црна Гора, Северна Македонија и Босна и Херцеговина. Договорот беше потпишан под покровителство на Европската унија. Граѓанската иницијатива за измена на законот за вакцинација ќе се разгледува по изборниот процес. Иницијативата е поднесена од 129 граѓани. Тие бараат во законот да биде заменето задолжителното вакцинирање со терминот се препорачува. Наспроти ова, министерот за здравство Венко Филипче изјави дека правото на детето да биде здраво е посилно од волјата на родителот и неговата желба за избор. Родителите повторно во борба со здравствените власти против имунизацијата, која надлежните сакаат да ја направат задолжителна.
Од друга страна пак родителите сакаат вакцините да бидат препорачливи, а не задолжителни. Токму овој проблем е повод граѓански здруженија да потпишат иницијатива вакцините да бидат право на избор на родителот, а не задолжителни. Предлагачите на иницијативата сакаат да имаат право како родители да одлучуваат за здравјето на своите деца, додека пак министерот за здравство Венко Филипче уште еднаш го повтори ставот до кој држи и покрај барањата на родителите, а тоа е дека не одстапува од тоа дека вакцината мора да биде задолжителна и кажа дека нема да дозволат ниту едно невакцинирано дете да биде запишано во училиште или градинка. Неколку пати потенциравме дека има важечка законска регулатива. Точно е дека во делот на Законот за основно образование има некои контрадикторности, но нема да дозволиме ниту едно дете да биде запишано ниту во училиште, ниту во градинка невакцинирано. Затоа што не може волјата на родителот да биде посилна од правото на детето да биде здраво, а при тоа не може со една индивидуална постапка да се загрозува и колективното здравје кое е на це, изјави министерот за здравство Венко Филипче. Граѓанската иницијатива за измена на Законот за заштита на населението од заразни болести ќе ја разгледуваат пратениците по изборниот процес. Иницијативата е поднесена од 129 граѓани. Тие бараат во законот да биде заменето задолжителното вакцинирање со терминот се препорачува, истакнувајќи дека не биле антиваксери, туку само барале родителот да има право на избор. На ваквите тврдења, министерот додава дека со задолжителното вакцинирање не се крати никакво право, затоа што најважно е здравјето на детето и колективното здравје. Со ваквиот став се согласуваат и родителите кои ги анкетираше екипата на Прва Скопска. Дали сте за или против вакцините? Јас сум за. Сметате дека тоа треба да биде задолжително или избор на родителот? Треба да се биде задолжително, како што и било и ние кога сме биле деца. Еве и ја имам деца и тие беа и редовно си ги вакциниравме и еве сега до сега немаме никаков проблем. Сега има проблеми до некои родители што не сакаме, вакви биле вакцините, такви биле, си има надлежни кај што може да се обрати и да им кажат што е како е. Зашо да не? А како од времето си беше задолжително, ама си спомеша работите? За вакцини. Исто за. Дали е против или е добро, тоа е. А подобро е да се вакцинират. Иако веќе подолго време по социјалните мрежи се води антивакцинална кампања, тоа поизразено беше откако во Скопје беше прогласена епидемија на морбили и беше забрането да се примаат невакцинирани деца во градинките. Специјалист доктор Даниела Марковска од диспансерот за имунизација на деца рече дека МРП вакцината, која за многу родители представува проблем, не е спорна, како ниту било која друга вакцина. И одговорно тврди дека вакцините се проверени и децата треба да бидат вакцинирани. Ниедна вакцина не е спорна, значи оваа вакцина е нормална вакцина која што е ставена во календарот за имунизација со цел да се заштита децата и да се превенираат заразните болести, односно морбилите. Во однос на вакцината, значи беа искажани имаше многу негативни коментари од антивакциналните кампањи. Јас одговорно тврдам дека сето тоа нема никаква подлога, односно дека вакцината е безбедна, вакцината е ефикасна, вакцината штити од заразното заболување. Несакани дејства нема, вакцината е безбедна, вакцините може да предизвикуваат, како и секои други вакцини, значи покачена температура, меѓутоа сето тоа е незначително во однос на огромниот бенефит кој што го има вакцината по здравјето на детето. Спорна вакцина нема, значи вакцините си одат регуларно, вакцините си одат редовно, како што си е по календарот за имунизација и нормално доколку детето е здраво. Значи се вакцинираат потполно здрави деца. Граѓанската иницијатива за донесување закон за изменување на Законот за заштита на населението од заразни болести, што вчера не беше разгледана на седница на Собраниската комисија за политички систем, бидејќи поради немање кворум таа беше одложена и ќе биде закажана најверојатно на 6 или 7 мај по завршувањето на вториот круг од изборите. Продолжено породилно отсуство од 9 на 12 месеци во неколку приватни компании во земјава. Уште 5 смртни случаи од грипот, вкупно до сега 28. Балетот Лебедово езеро на 12 април во Македонската опера и балет.
Породилното отсуство од 9 месеци се зголемува на 12 месеци во неколку приватни компании во земјава. За сега ова останува само иницијативно во приватните компании и не може да се спроведе во јавниот сектор, затоа што во тој случај буџетот на фондот би се зголемил за 30%. Неколку македонски приватни компании ќе го продолжат породилното отсуство од 9 на 12 месеци за своите вработени. Оваа иницијатива денеска на работната средба со стопанските комори ја поддржале и премиерот Зоран Заев и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Се работи за иницијатива што самите компании во разговор со синдикатите и со своите вработени, менаџерските тимови одлучиле да овозможат дополнителни 3 месеци породилно боледување на мајките по раѓањето на своето дете. Според премиерот Заев, ова засега останува иницијатива само во приватните компании и не може да се спроведе во јавниот сектор. Во тој случај, буџетот на Фондот за здравство треба да се зголеми за 30%. Продолжувањето на породилното отсуство е иницијатива на приватните компании. Тие тоа само иницијативно го прават. На состанокот била отворена можноста да се воведе и рамноправно породилно боледување и за татковците, можност за комбинирани делови на породилното боледување на мајките и на татковците. Уште 5 смртни случаи од грип се регистрирани во текот на изминатата недела и со тоа вкупниот број досега изнесува 28 смртни случаи. Во текот на 13-тата недела од оваа година се пријавени 478 случаи со заболувања слични на грип. Во текот на изминатата недела регистрирани се 5 смртни случаи, асоцирани со грип. Од тоа, кај 2 лица е утврдена претходна хронична болест коморбидитет. 5 мината починати се од Скопје, Делчево, Крива Паланка, Охрид и Тетово, на возраст од 39 до 75 години, соопшти Институтот за јавно здравје. Кај тројца од починатите е изолиран АH1 вирусот на грип, а кај еден е несубтипизиран тип А. Вкупниот број на смртни случаи асоцирани со грип во текот на сезоната 2018-2019 досега изнесува 28. Во текот на 13-тата недела од 2019 година се пријавени 478 случаи со заболувања слични на грип, што е за 51% намалување во споредба со претходната недела. Во споредба пак со 13-тата недела од минатата сезона, бројот на пријавени лица со симптоми на грип е поголем за 23,8%. Безвременската балетска представа Лебедово езеро ќе биде изведена на сцената на Македонската опера и балет на 12 април. Ирина Пасарик, националната првенка на Хрватска, ќе гостува во МОП, каде ќе ги држи задолжителните вежби за балетот. Билетите се веќе пуштени во продажба онлайн и на билетарницата на МОП. Македонската опера и балет ја најавува изведбата на безвременскиот балет Лебедово езеро на 12 април со почеток во 20 часот. Ода за муките на љубовта, класика која раскажува вечната борба помеѓу доброто и злото. Легендата за мистериозната лебед жена е еден од најромантичните класични балети и се карактеризира со многу елеганција, стил и хармонија. Со познатата лирска мелодија на Чајковски, Лебедово езеро ја отсликува трагичната љубов помеѓу принцезата Одета и принцот Зигфрид. Во улога на Одета, Одилија настапува Мими Попалексова Атанасовска. Принцот Зигфрид е Бобан Ковачевски, а во улогата на Ротбард е гостинот од Италија Давиде Буфоне. Настапуваат солисти, балетскиот ансамбл и оркестарот на Македонската опера и балет, а диригент е Бисера Чадловска. Ирина Пасарик, националната првенка на Хрватска, ќе гостува во МОП, каде ќе ги држи задолжителните вежби на балетот и пробите за предстојните представи Лебедово езеро. Билетите се веќе пуштени во продажба на билетарницата на МОП и онлайн на mop.mk. Утре ќе дува умерен до повремено засилен југоисточен ветер и ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, претежно во западните делови. Од недела кон крајот на денот до вторник следува период со поинтензивни врнежи од дожд и со услови за појава на ретки грмежи.
Во Скопје утре температурата ќе достигне 16 степени. В недела ќе се движи од 8 до 18 степени, понеделник од 8 до 16 и вторник од 6 до 20 степени. Тука е крајот на ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што бевте заедно со нас, а за повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.